Повторно, добро вечер од студиото, отвореното студио на 1ТВ. Јас сум Саша Ордановски, ова е понеделник, 8 април. Ќе продолжиме нашата дебата, која што се одвива практично и со помладите колеги во текот на целото попладне, потоа во оној поран термин во 19:20, кај што го посветивме терминот на Денот на ромите. И после дневникот вообичаено е да имаме овој тип на дебати. Денеска решив да поразговараме малку за првата недела која што ја оставивме зад нас, во која што сите ние сведочевме како се одвива изборната кампања за претседателските избори. Денеска во таа анализа ќе ми помогнат моите гости, господин Џабир Дерала од Цивил, една од најактивните граѓански организации во Македонија и организација која интензивно се занимава со следење на изборните активности и покривање на целиот процес. И нашиот стар добар познаник, господин Павле Трајанов, председателот на Демократската партија, кој што официјално и дел од кампањата на господинот Пендаровски, меѓутоа секојаш сме го користели за политички анализи во овие телевизиски студија сите овие години, Павле, ако смеам да забележам. Добро вечер и на двајцата. Добро, да почнеме најгенерално. Џабир, каква е генералната оценка за првата недела од изборнава кампања? Од оваа официјална, иако знаеме дека таа започна практично и неколку недели пред тоа. Да, и имаше и вистински прекршок против изборниот законник, нешто за кое ние реагиравме пред неколку дена, очекуваме одговор од Државната изборна комисија, се разбира. Првата недела од официјалната претседателска кампања, според некои помина бледо, без многу возбуди и сето тоа, но ако е човек малку поблиску на теренот, ќе забележи дека тоа е една извонредно тензична, една набиена, супер динамична, интензивна кампања. Може да се каже дека во голема предност е говорот на омразата, кој го детектираме кај еден од учесниците во трката. Тоа е поранешната владеачка, сега опозицијска, главна опозицијска партија ВМРО-ДПМН. Тоа е и се она што е поврзано со оваа партија, односно оние политички структури кои гравитираат. Ќе поразговараме малку повеќе за тоа кон оваа партија. Понатаму забележуваме исто така една интензивна кампања на теренот, мобилизација на граѓанките и граѓаните. Гледаме од друга страна една ситуација во која се разбира технолошките достигнувања се користат многу, така што на моменти станува издодемна, затоа што буквално секој чекор на кандидатите може да се следи на Facebook, тоа го користат екстензивно. И тоа е една ситуација која на некој начин ја заситува публиката. Понатаму забележуваме лажни вести, присуство на лажни вести и се разбира низа дубиози може да се излечат, но за тоа ќе биде после првиот облигаторен финансиски извештај што се однесува до финансирањето, односно политичкото финансирање. Тоа е нешто што ние сериозно го следиме. И покрај измените во законот за финансирање. И покрај измените во законот за финансирање на политичките кампањи, гледаме дека тоа убаво се користи. Гледаме исто така користење на сите можни дупки во изборниот законник, а тие се разбира ги има во приличен број. Не успеа политичките партии да се договорат еден поквалитетен закон да донесат. Има една добра вест во целата приказна, а тоа е дека имаме малку консолидирани институции, пред се со ова мислам на Државната комисија за спречување на корупцијата. Таа е една нова надеж која се појави на македонското политичко небо, да кажам, или системско небо, но исто така и забележуваме дека Државната изборна комисија, иако го има горе-долу истиот распоред како во предпредходната постава на силите во таа институција, сепак гледаме една потранспарентна, покооперативна институција во овој состав. Ќе видиме колку ќе издржат од политичките притисоци, бидејќи сепак се работи за политички представници. Оваа телевизија има лошо искуство со овој дик, бидејќи, како што знаете, нас не ги укина рекламите и тоа мислам дека тоа го забележавме и допрва треба да разговараме на таа тема. Ќе се обидеме да го артикулираме и вон дик. Павле, вам ви ова која кампања избрана поред? 30-та, 25-та, 17-та? Не знам. Демократскиот сојуз се формира пред 19 години
Значи влегуваме во 20-та, во овој период колку кампањи имало, локални избори, 25 парламентарни, избори, председателски, така да долго време сме вклучени во овие изборни кампањи. Од тој аспект, како ви се чини оваа изборна кампања? Па мислам дека пред да започне официјална изборна кампања имаше поголема жестина во конфронтацијата, во политичкиот надпревар помеѓу главните две политички партии, СДСМ и ВМРО ДПМН, позиција и опозиција. И добро е што имаше еден тайм-аут да после верификацијата на мандатите за кандидати за председатели, имаше една недела практично да одморат или да се подготват партиите. Па генерално тоа што ние имаме формално или така се представуваат тројца надпартиски кандидати, во суштина имаме на силна партиска кампања. Зад Стео Здравенковски стои СДСМ со За Стео Пендаровски. Пендаровски, Да. се извинам, за Стео Пендаровски стоат освен СДСМ уште 30 други политички партии. Зад Гордана Силјановска Давкова стојат ВМРО ДПМН уште не знам помал политички партии. Додека за Река неговата кампања е надвор од двете партии, БЕС и Алијансата. Се разбира дека тие дават силна логистика, но тој успеа да се наметне како председателски кандидат, како надпартиски, во суштина тој и партиски кандидат, бидејќи сите овие и било кој не може тако настапат самостојно, не може да соберат потписи, 10.000 потписи тешка работа да се собере. Вклучени се партиските машинерии, работат, освен одржување на средби со граѓани, трибини, митинзи. Чудно е тоа инсистирање на кандидативе, сите бегаат од партиите, а се разбира дека сите се директно приклучени Значи, на треба партиските. сосема јасно да е дека овие се партиски кандидати, строго партиски кандидати, бидејќи се бирани или потврдувани на партиски конгреси. Така да, мислам дека таква манипулација не е потребна, бидејќи сите граѓани се доволно писмени да знаат дека се работи за партиски кандидати. А истовремено граѓаните веројатно и во анкетите тоа го гледаат и кандидатите, па заради тоа инсистираат, не сакаат партии. Од друга страна се е партизиран. Знаете што е? Интересно е тоа што се уште кандидатите за председател не се наметнале со своји ставови или програмски определби. Што тие ќе направат како председатели доколку бидат избрани, тоа е чудно. Се уште имаме расправа или конфронтација помеѓу власта и опозицијата. Со тоа што секојаш опозицијата е во преднос во вакви кампањи, бидејќи многу тешко е од позиција на власт да бранеш одредени состојби од државата, секојаш има незадоволни и полесно е да бидеш критичар на власта и тоа ВМРО ДПМН умешно го користи. Во друга страна, СДСМ со коалиционите партнери се во деликатна кампања, затоа што треба се наметнува таа темата, опозицијата наметнува, треба да бранат Преспански договор, кој исклучително, да речеме, сите болно го примевме. Меѓутоа се отварат огромни перспективи за Македонија за влез во НАТО, започнување на разговорите со Европската унија. Натаму двојазичност исто така гледам како ја користат едно, можеби помалку гласно во јавноста, но на социјалните мрежи, како Facebook, Twitter, тоа се користи тоа многу. Значи има ангажирано огромен број на луѓе кои што тоа секојдневно го користат и се разбира. Промената на устав врзана за аболицијата на дел од учесниците на 27 април. Тие се сега, тука е борбата, но во суштина што е? Концептот на владеачките партии, значи кандидатот Стео Пендаровски, тој ја афирмира стратегијата за влез во НАТО и Европска унија, додека ВМРО ДПМН раководството, начело со Гордана Силјановска Давкова, тие во основа го споруваат овој процес. И тука сега треба граѓаните да направат добра процека, што значи доколку победи Стео Пендаровски, тие процеси ќе продолжат, што значи доколку победи Гордана Силјановска Давкова, дали тие процеси ќе бидат забрани или тоа е сега само кампања за да се привлечат гласови. Клучно е тоа што ВМРО ДПМН по кој знае кој пат оди на емоции, на чувства, на национализам, на патриотизам, условно кажано. И
Веројатно тоа е проверено клише дека мислат дека тука ќе добијат поени. Затоа што во програмата, во настапите, јас не видов што тие би направиле во иднина околу процесите што се аналитичари, така да тука е сега боровата околу тие работи. дека како да присуствуваме на парламентарни избори, каде што партии се надпреваруваат, а кандидативе се само гласноговорници, и второ дека во суштина кога ќе се сведат, кога ќе се исцедат сите крајни аргументи на ова што Трајанов го говори, се работи за еден судир помеѓу Заев и Груевски. Дали е тој судир завршен или ќе се заврши со овие избори? Инаку генерал сакав да докажам дека се уште кај граѓаните не е допрена кампањата. Нема раздвижување. Не, значи, чудна атмосфера има, се уште не се раздвижени сите овие процеси. Граѓаните ја третираат како небитна работа председател на Република Македонија, поучени од искуството на Ѓорѓе Иванов, кој долго време го преспа мандатот, освен со која раздвижи политичката атмосфера во државата со аболицијата на 56 носители на политички државни функции. Така да, веројатно ќе се засели изборната кампања во третата недела. Може би уште ова ќе има одмерување, Ова што го говори Џабир пак вели дека на терен тие се прилично активни. Меѓутоа очигледно граѓаните имаат некаква се уште одбивност од тоа да комплетно да се вклучат во тоа што партиите би сакале да ги вклучат, предпоставувам. Не се добро примени од куќе на куќе. А ни едните, ни другите, ни третите. На другите, така да тоа покажува дека граѓаните се уште не се заинтересирани. Знаете, може би се во изморени, целина, може би не е да не се заинтересирани. Може да се исцрпени од политика. Млитава и бледа кампања досега се води од сите страни. Од сите страни. Значи не можам да кажам дека некаде има агресивна кампања, а во принцип е коректна кампањата. Нема навреди, поминаа тие се истрошија пред да започне изборна кампања, сега е многу помирна, по-принципиелно се разбира дека има напади и што е најбитно, кампањата ја карактеризираат некои лапсуси на кандидатите за председател, кои што едино тоа ја раздвижува, ја развеселува атмосферата во државата. Апропо лапсусите, ако смеам да кажам, видите, тоа е последица и на високиот технолошки карактер на кампањите, и тоа му овозможува на типичниот, просечниот восприемач на медиумски содржини, било да е тоа од телефон или од екраните или од лаптоп, да ги врати снимките, да ги преповтора. Социјалните мрежи вријат, тоа е јасно. Така што лапсусите не се нешто невообичаено побројни од предходните кампањи, но се повидливи заради тоа што е полесно. Да, полесно се ловат и полесно се дистрибуираат. Павле вели дека кампањите се мирни и дека нема многу навреди. Џабир? Добро, јас можам да ви кажам дека има извонредно многу високо количество на говорна омраза на социјалните мрежи, кој е очигледно, ако се анализира, може да се види дека тој е подготвен. Тој има фази одредени, има етнички карактер. Потоа, сега во последниве 2-3 дена се засилува антимигрантската хистерија. Да ве подсетам, таа беше многу карактеристична и за периодот пред локалните избори. Нормално неуспешно, јас не знам зашто се употребува повторно нешто што тотално крахира во тоа време, меѓутоа може би имаат некоја нова динамика или нов распоред на теми, така што говорот на омраза очигледно е добро обмислуван и тој се пушта во бранови, и во теми. Одамна не сме имале вака јасен судир, тој инаку во теоријата не е непознато. Да едните играат многу на принципот на стравот, а другите многу на принципот на надежта. А Блер им река е тука некаде кај што од, да кажем, од некаква понеутрална позиција се обидува да ја објасни надежта подобро отколку стравот. Јас, за разлика од Павле, јас гледам дека ВМРО-ДПМН не инсистира на една црна кампања, на крв, на, како да кажем, на хистерии, дека се пропаѓа, дека се изгубено, дека ние сме преплавени од картелот кој што работи со раководи со Македонија начело со Заев и така натаму и така натаму. Тоа потоа се рефлектира на овие социјални мрежи. Тоа се гледа, значи има две кампањи, една што водат, зборувам јас повеќе за кандидати за председател кои што водат поприфатлива самите кандидати. Сад ја зборувам. А ова нечистата кампања подземна се води преку социјалните мрежи, каде што се пласираат неверојатни лажни вести. Дури
секојдневно некој ќе дојде и ќе ти презентира некоја информација и вика слушај тоа го дознав од доверливи извори, уствари он го прочита на Facebook. Така да многу интересно е. Многу доверлив извор. Доверливи извори со Facebook сега. И констатирате ги нерегуларности. Апсолутно, да. Ние исто така Да бидам веднаш да квантифицираме, повеќе има од порано или помалку? Или ќе следите избори со години? Различни се самите кампањи заради тоа што сега се работи за председателска кампања. Се разбира, многу се важни, особено за опозицијата се важни овие избори. Не гледаме разлика во манирот на настапување на теренот, бидејќи повторно гледаме и злоупотреба на деца, повторно гледаме еден вокабулар кој е препон со говорна омраза, со обвинувања кои што самите кажавте и напишавте маестрално во колумната и денешна и вчера и претходните, дека едноставно се користи една црна кампања од една страна во која се прикажува буквално како да тече крв, крајот на светот. Крајот на светот. И тоа го забележуваме. Исто така злоупотребата на децата и малолетниците е многу видлива. Таа едноставно ние не можеме има во сите спотови на сите кампањи во еден од спотовите, официјални спотови на председателската кандидатка на ВМРО, има деца во една сцена кои што според нас тоа е неприфатливо. И тоа е против правата на децата. И исто така на социјалните мрежи се облекуваат деца во знамења на вергина и така натаму, им се гледаат лицата и сето тоа. На самите кампањи, во средбите со лидерот на опозицијата гледаме деца. И тоа се објавуваат на социјалните мрежи, не мора многу да одиме наоколу. Сега гледав, баш пред да дојдам еден спот кој што неколку дена веќе се врти, тоа е една пародија со ликот на Пендаровски, па на еден глумец кој што го имитира и така натаму. Мислам, тоа делумно може да делува и духовито, меѓутоа може ли тоа да биде некоректно, мислам, во крај на линија? Видете, тоа е еден невкусен видеоспот, прилично неуспешен, очигледно дека нема да ја заврши својата работа. И не би го ни коментирал искрено заради тоа што човек може од љубопитност да оди да го види, потоа ќе свати дека го изгубил времето. Е невкусен, вицкаст спот. Малку ефтино така направено. Прилично ефтино. Со ефтин хумор. Уште по ефтин хумор. Така што тоа е спот кој би го занемарил веднаш, но она што е главната матрица на самата кампања е многу е нервозна, многу е исклучива. Ќе дојде ли до приближување на пораките, Павле? Бидејќи сега гледам дека госпоѓата Силјановска Давкова малку се поместува кон Преспанскиот договор. Почна од една позиција која беше крајно, да кажем, со отфрлање на целата работа, сега веќе доаѓа до некакви изјави во кои што ќе го почитувам, ќе потпишувам, па се разбира, ја морам устава да го следам и така натаму. Со Преспанскиот договор и евроинтеграцијските процеси влезот во НАТО застанаа над 6.000 граѓани. Дали може да се промени тоа определба на граѓани, зборувам за граѓаните? Сигурно дека и Гордана Силјановска Давкова е свесна дека таа определба силна која што е изразена со гласови, че над 6.000 граѓани се определија за имплементација на Преспанскиот договор при го провера на Уставот. И мислам дека и кај граѓаните општо е прифатено дека тоа е деблокада на евроатлантските процеси во Република Македонија и дека се отварат перспективи за Република Македонија. Без разлика што се оди сега на национализам. Со таа црна пропаганда дека е загрозен идентитетот на Република Македонија, јазикот. Но тоа се лажни вести кои што успешно ги пласира опозицијата. Мене ми се чини прилично комотна таа позиција, да од една страна ги искористите сите подобности што ќе ги донесе решавањето на проблемот, а од друга страна ги прогласите за предавници овие што го решиле. И тоа е прилично така. Мислам дека треба да посвети СДСМ, Стео Пендаровски, Зоран Заев многу поголемо внимание у кампањата да ја објаснат предностите на НАТО. Граѓаните барат информации секојдневно, без разлика што вие сте објасниле пред 3 месеци, 6 и така натаму. Мислите дека се уште во јавноста тоа не добро се разбира? Мислам дека многу битно е, ајде да не навредам никого, но сето чудо вика за 3 дена.
постојано треба да се објаснуваат предностите кои што ги дава НАТО, членство во НАТО, безбедноста, стабилноста на државата. Тие се огромни предности. Ако не е стабилна државата, ако нема владење на правото, ако нема правна сигурност, капиталот бега. Предностите на Европската унија, не само како влечење на средства, тоа е можеби најнебитно, како статус што ќе го имаме во рамките на Европската унија, кои се предностите за сите нас, тие треба секојдневно да се афирмираат. Оти само ако се зборува, јас сум за НАТО, за Европска унија, а тоа не се образложува постојано секојдневно, секаде и на социјални мрежи и во настапите, мислам дека тие што се против, затоа што одат на национализам, на емоции, на чувства, тие можат повеќе гласови да извлечат доколку власта не парира на соодветен начин. Добро, кога веќе го спомнавте излекувањето на гласовите, каков ви е впечатокот, каков ќе биде одзивот? Џабир, велиш дека е интензивна кампањата, господин Павле Трајнов вели дека се уште граѓаните не се до крај вклучени. Можеме ли да очекуваме барем во првиот круг, не сакам да кажам само цензус исполнување, туку бидејќи тој нема цензус во првиот круг, туку некаква бројка која што ќе вети дека за вториот круг ќе се исполни тој цензус? Нема баш, тоа се уште не се знае. Нема добар одговор на ова прашање, иако цело време, буквално секој ден тоа виси во ваздух, да. Си ги разбиваме главите околу тоа. Сметам дека тука првиот круг ќе даде многу индикации за тоа како ќе се одвива вториот круг. Во првиот круг, ако има приближно исти гласови или ако се надпреваруваат во некои блиски бројки Силјановска, Давкова и Пендаровски, тие гласови ќе тој квантум на гласови може да придонесе, ако е тоа изедначено горе-долу, ќе придонесе консензус во вториот круг. Тоа што ќе има гласови, колку гласови ќе има господин Трека, тој исто така ќе определи некои судбини политички понатаму, апропо Али Ахмети, Зијад Селја и така натаму. Тоа исто така може да значи дека во вториот круг може да се случи да гласаат албанците или да не гласаат, зависно од тоа какви калкулации, какви комбинаторики и пазарења ќе се направат меѓу двата. Тоа го знаем, ама еве Павле, и вие да сте на место на Мицковски. Ако во првиот круг, да речеме, разликата е во корист на Пендаровски, еве да ја импровизирам, 5, 10, 15 или 100.000 гласа. Како ви е мотивот да одите понатаму кога за предпоставка е дека нешто од гласовите на господинот Трека, ако тој не помине во вториот круг, секако би отишле на контото на Пендаровски. Дали тогаш не се чини, како да кажеме, на рационална опција да ги струшите изборите за да не доживеете формален пораз? Јас неодамна дадов една изјава дека определба е на сите граѓани. Мислам, право е на секој граѓанин дали ќе излезе да гласа, како ќе гласа. Во тоа ние не можеме да се мешаме. Меѓутоа, кажам дека би било антидржавен чин доколку партија, без разлика позиција, опозиција, на организиран начин го сруши изборниот процес. Се разбира дека во политиката се е дозволено, дури тоа. Но мислам дека преголема е одговорноста на оној лидер, на врховска во партијата што ќе донесе на таква одлука за да го овој процес сруши. Тоа е против интересите на Република Македонија и затоа мислам дека таква одговорност не може да преземе никој во државата. Резултатот по сите анализи и проценки ќе биде избалансиран, во предност е Стево Петнаровски, меѓутоа излезеноста ќе биде многу мала, неверојатно мала, затоа што се уште засега такви се проценките, не знам ако започне поагресивна црна кампања која што верувам дека следната недела, не ова, ќе биде доминантна. Од ваше искуство, стравот истерува повеќе луѓе или надежта истерува повеќе луѓе? Засега постои незаинтересираност за председателски избори. Генерално кажам. Такво е мислењето, пошто секојдневно комуницираме во сите градови и села, нема таков зголем интерес таква енергија како што е била досега кога имало парламентарни избори или локални избори. Камо среќа да се совпаднеа председателските избори со локални или парламентарни, тогаш цензусот ќе беше сигурно загарантиран, но јас сепак очекувам да имаме успешни избори и првиот и вториот круг да завршат успешно. Првиот се знае дека првите двајца ќе се тркат во следниот втор круг, но многу треба да се направи да
ниту една од политичките партии, водечките партии да не донесат одлука. Па знам, ако биде што јавна значи тоа одлуката, многу да се направи? Што треба да се направи? Да Па се тоа влогиме, значи- да се што да правиме? Еве да речеме да Гордана Силјановска покаже водство во првиот круг. Што треба да се очекува од СДСМ и од ЗАЕФ? Или обратно? нема мислам? проценка дека СДСМ ќе ги Бојкотира блокира, избори. ќе ги саботира изборите. Да, ама ваму има сериозна проценка дека тоа може да биде една Ако го направат рационална тоа јавно ќе политичка... биде честно. Меѓутоа ако го направат на исти начин како тоа што го Па, направи за имаме искуство референдум, со тоа референдумот, на еден да. многу подмолен начин, многу поинаков начин, неприфатлив за мене. Инаку на крај крајава ако донесат таква одлука, но Ќе живееме со неа, битно тоа е, е битно јасно. е, Радановски, битно е изборите да бидат навистина чисти, фер, демократски избори. Да нема ниту една забелешка од ниту една Па политичка можно партија. ги е тоа, Џабир, да бидат вакви какви што ги Па опишува види, Трајанов. тоа сега господин Џабир што зборуваше за некои, бидејќи они ги следат одблиско неправилностите на изборите, ја повеќе ја гледам големата слика како се одвиваат сите работи и генерално мислам дека имаме фер изборна кампања. Кампањата се одвива во мирни услови, нема некои проблеми, скоро никакви проблеми нема, но ако се движи вака, со тоа што вие знаете, сте искусни дека во финалето кампањата се заострува, таа може да ги раздвижи граѓаните. Веројатно ќе се вадат нечисти работи за едниот и другиот или третиот кандидат. А сега клучно е, тоа веќе сите го знаат дека во вториот круг ќе одлучуваат и други политички партии и друга етничка заедница. Така да треба да биде борбата кој ќе ги привлече тие, не да ги тргне од себе. За сега гледам дека според сите анализи, анкети, Па, дека етничките албанци се определени, барам така тврдеше Ахмеди, 100% за НАТО, за Европска унија и ако тука не се најдат, не треба да очекува опозицијата гласове. Добро, прашање колку Ахмеди воопшто контролира Тоа сакав и делот јас да- гласачко Не, дело, јас дали тоа го- го кажав во една прилика со зборов дека не ги делете дека албанците се 100%, се покажа дека не е така. Се разбира. Апсолутно. Се разбира и тоа мислам дека уште и влошено на сметка на дуи од минатите избори. Да, така Не е да. подобрено. А знаете Да, што, и- власта во целина е на удар на критика. И ДУИ, и СДСМ, и другите политички партии, затоа што реформските процеси, без разлика што ги обструира ДПМР, бавно се одвиваат и ефектите, позитивни ефекти што ги очекуваат граѓаните, тие не може да дојдат толку брзо, за година, година и пол, но ветувањата беа огромни и сега мора да се работи на ефективирање на тие програмски определби. Тука е сега борбата, Пред да му дам опозицијата. збор на Џабир, Павле, вие сте били министар за внатрешни работи и што се не сте били во кариерата и така. Во Македонија релативно лесно се прават провокации. Ако некој процени при крајот на првиот круг дека не би било лошо да има некоја провокација за да може да се повикуваме потоа на нерегуларности и така натаму, мислам дека тоа не е некаква компликувана работа, особено во поедини краишта на Македонија. Очекувате такво нешто, очекувате и такви сценарија како возможност? Власта е одговорна за Да ги спречи. препознае брзо и ако се случи таков настан, брзо го расчисти, да ги презентира сите информации во јавноста и тоа да се надмине. Инаку се е можно во изборна кампања, но до завршување на првиот круг сепак не очекувам било какви настани што може Мора да помине тој рентген прв, за да се види. Да загрозат изборната кампања. Не очекувам меѓуетнички расправи и тензии. Река си води една исклучително добра кампања. Па тоа може би за прв пат и не е тема на овие избори, би рекол дека... Чудно, он може би води најпромакедонска кампања, без разлика што е подрежана од БЕС и од Алијансата и коректна кампања има. Се разбира дека можностите за да избие прв се тешки, бидејќи сепак постои се уште таа Да, поделеност, тоа е и самиот е свесен, тоа ни самиот не го крие. Тоа ќе биде тест за Алијансата и БЕС-а колку поддршка имат, со тоа што и албанците кои што се определени може би да гласат за кандидат албанец, тие ќе си ги стават на собствено партиско конто, Алијансата и БЕС-а, така да ќе видиме сега колку во првиот круг е влијанието на
на албанските партии кои што се дел од коалицијата што го поддржува Сушност, овие избори ќе решаваат за неколку важни прашања. Джабир, влегуваме и во овие избори со стариот избирачки список за кој се потрошија километри расправи. За кој тоа е една од точките во кои се разликуваме со Државна изборна комисија. Тие тврдат дека избирачкиот список сега е во одлична форма. Се разбира, ние не се согласуваме и останува да дојде денот на гласање, па тогаш да го провериме избирачкиот список и за жал тогаш ќе биде премногу доцна. Избирачкиот список, според нашите прогнози, за жал ќе предизвика повреда на гласачкото право кај одреден број. Тој може да биде извор на неправилности и за тој може да биде говориме, извор објективно. Точно. Објективно може да биде да придонесе кон особено во вториот круг, меѓутоа бидејќи тогаш имате и потреба од цензус, меѓутоа веќе во првиот круг ќе видиме исчезнати. Оти како ви казаев, кристално да биле чисти изборите. Да. Сето кристално. Меѓутоа кристално чисти избори без кристално чисти избирачки список, мислам дека тоа е малку невозможно. Така што веќе тука губиме. Исто така државата, системот, партиите и институциите не смогнаа сили да дојдат до ситуација во која ќе биде испочитуван уставот до крај. А според уставот државата има обврска да им обезбеди правото на глас, да си го испочитуваат, да си го искористат сите граѓанки и граѓани со право на глас. Тоа нема да се случи на денот на гласањето и ќе коментираме, се разбира, апропо оваа теза. Се разбира и за други работи кои во системот недоволно добро функционираат, но да се надеваме дека тоа нема да биде катастрофално, дека тоа пак ќе биде во некоја маргина на подносливо и приближно кристално чисто. Пред да продолжиме, предлагам да отидеме малку на една економско-пропагандна пауза, па ќе се вратиме да го завршиме и разговорот во студиото. Зарем некој би посакал ваков роден ден? Не изгледа многу забавно. Ова е вистинска роденденска атмосфера. Направете го вашиот дом паметен со Smart Home. Користете технологијата за добро. Во новиот број на неделникот Фокус ке читате: Афера Маѓар Телеком ке ги уловили СЈО Владо Бучковски, Али Ахмети и Муса Џафери. Не можеме заедно напред ако татковината повикува само македонци. ВМРО ДПМН не скара со грците. Наред се бугарите. Тодор Александров е новиот воин на конј. Читајте Фокус за нештата да станат појасни. Метрополис, број 1 радиомрежа. Продолжуваме со оваа една, да кажем, политичка анализа за првата изборна недела со моите гости Плаве Трајанов и Џабир Драла. Трајанов, успеваат ли самите председателски кандидати да ги формулираат јасно своите пораки? Имаат ли они практично, всушност, некаква, да кажем, свест за тоа што треба да прават како председателски кандидати? Како идни председатели, некој од нив ќе биде? Па не доволно. Се уште нивните програми не се презентирани збором на пошироката јавност и за некои клучни работи кои што се битни според моите согледувања не ги слушаме нивните ставови. Кои се тие клучни работи, например? Да речеме, председател на државата треба да биде меѓу другото гарант за стабилноста. Тоа значи стабилност дома, но исто така човек со висок силен интегритет, авторитет да разговара со странски државници, да привлекува странски капитал, да создава, да печели пријатели за поддршка во сите меѓународни институции. За тоа многу малку се зборува. Натаму, председател на државата, без разлика што нема надлежност околу директно гонење на криминалот, тој треба да биде
предводник на борбата против корупцијата, криминал, бидејќи криминалот се уште разорно действува во државата. Чекайте да видиме прво што ќе се случи со оваа нова иницијатива за аболиција, Па, меѓу така што другото и председателот тоа. на државата има и текако во врска со криминалот надлежности. Сигурно дека треба да води кампања на начин Македонија да биде пристојно место за живеење, да ги мобилизира младите. Значи да води кампања околу тоа како да се запре процес на реселување. Па добро, еве денеска Гојав Пендаровски само пред млади говореше. Мислам дека тој и Гордана Селјановска. Блерим река имаше исто така Треба еден да настап. отворат во Гојав. перспективи за Република Македонија, перспективи за младите. Мислам дека недостасува една програмска определба во нивните настапи ставови. Што ќе направат како представител на нашата држава? Како ќе действуваат и така. Инаку тие меѓусебни расправи, реплики, контрареплики, тие не водат, добро е да има расправа, но Забавно е, ама не е суштинско. па не Тоа е суштинска. Значи кампањата треба да добие на тежина и се надам дека од утре за утре кандидатите за председател ќе презентираат своите програмски определби. А има ли Има маневарски- нешто, не да нема, меѓутоа тоа што е презентирано сега тоа Тенкови е се бледа чини. работа, тенка работа, не држи. Има ли маневарски простор во област на безбедноста во смисла на армијата, НАТО и така натаму? Може некој од председателскиве кандидати, доколку стане председател, да води различна некаква политика од тоа што инаку се предпоставува дека би ја водел? Значи, ВМРО ДПМН успешно ја трга темата НАТО. Полека ја трга НАТО, затоа што знаат дека тоа е готева работа. Повеќе се сега држат на тоа дека нема да добиеме датум за преговори 11 јуни, црни прогнози. Логично е сигурно дека Европска унија има проблеми околу Брекзит, околу подготовката за Европскиот парламент, сигурно дека има, но сепак ако ги исполнеме ние сите стандарди, предвидени реформи во безбедноста, во судскиот систем, во администрацијата, сите оние заложби што ги постојат. ВМРО ДПМН треба се вклучи во сите тие реформски процеси. Инаку ако ги обструира, ја обвинува власта за тоа што не добила датум за преговори, бидејќи не ги завршиле реформските процеси, мислам дека тоа не е коректно. Како и да е, кампањата тек е 1/3 помината. Очекувам да се заостри кампањата, да се зајакне кампањата и таа медиумската кампања. Инаку на спотови тоа што го гледаме, мислам дека дури не можеш да направиш разлика која политичка партија кој спот го има. Скоро се копи-пейст, исти се тие. Дури пораките на некој начин се слични, но мислам дека ќе се разгори изборната кампања и ќе добие на интензитет, на силина и дека тоа може да мотивира дополнителен број на гласачи да излезат да гласат. Ако атерат како досега, тогаш не очекувате повеќе од 45 до 48% излезот на Ќе се навратиме на тоа. Џабир, за Секако пораките. зависи, апропо кампањите и особено видеоделот, секако зависи и од тоа како гледате и со кое ниво на експертиза во медиумскиот дел го гледате. Не би се согласил со други зборови, но во поглед Има на тоа... разлика помеѓу да речеме ВМРО и СДСМ. Сигурно дека има, јас гледам општо. Главно како се, да речеме, доставуваат тие, презентираат информации, како стигнуваат до граѓаните, се уште... Нема се ништо уште- впечатливо, Па може. тоа е, технологијата веројатно на исти Технологијата е начин таа ги презентира тоа. И се Да бидем трудат искрен, дека ја не видов нешто впечатливо, нешто што ќе ти привлече внимание, нешто што баш онака ќе те... Имено да, од ова да, што одгледав тоа сега, сигурно не знам да. дали се сум Мислам, одгледал. За тие пари што ги земаат од буџетот, мислам дека можеа малку подобро Да се потрудат. да се потрудат повеќе. Апропо тоа што не ги гледаме толку многу програмите на председателските кандидати, јас мислам дека во прашање е една доминација на партијата. Доминација на партиските лидери во кампањите. Комплетно се Така што наметнати. изгледаат како Мицкоски заед. изгледа како да е кампања за парламентарни избори, со тоа што во некои маргини изгледа како локални избори, или почнуваат и со локални проблеми да се занимаваат, меѓутоа во целина изгледа како да се тоа општи избори, како да се парламентарни избори, како да нема врска со претседателските избори. И дури ние дојавме во ситуација, почнуваме да објаснуваме на граѓанките и граѓаните кои прашуваа што всушност треба да прави председателот, почнавме да објаснуваме кои му се ингеренциите на председателот и потоа луѓето прашуваат па зошто ни го зборуваат ова тогаш на кампањата. Павле,
Мене ми се чини дека за референдумот, иако и тогаш беше голема коалицијата која што настапи за мотивирање на луѓето да гласат и така натаму, помалите партии не добија некоја баш вака поголема шанса да се вклучат на еден навистина делотворен начин, како да беа малку истиснати од СДСМ. Каква е сега ситуацијата? Има некаква корекција во таа смисла или повторно? За референдумот... Бидејќи вие голема коалицијата, таму има... За референдумот беше узурпирана или партизирана од СДСМ кампањата. Тоа. И тоа се одрази на излезеноста. За тоа разговаравме на неколку наврати. Свесни се овие од СДСМ за тоа? Па мислам дека ќе мора и се коригира, затоа што сега повеќе партии се вклучени во сите изборни штабови од централ до локално ниво, вклучени се во посета на фамилии, на човек на човек, од куќа до куќа и така натаму. Натаму има вклученост во централно изборен штаб. И што е најбитно, има развежување кај помалите коалициони партнери, бидејќи 30 партија или 29 без ДУИ и СДСМ, 31 партија се заедно, секој да донесе 5 до 10 илјади, тоа е околу 150 илјади, колку што секогаш вадат помалите партии и остануваат надвор од парламентот, ако ги соберете. Сега тие се тука собрани сите, само 12 или 13 политички партии што биле дел од ВМРО-ДПМН, сега се со СДСМ, тоа е огромен потенцијал. Слаб е коалициониот потенцијал сега на ВМРО-ДПМН и таа предност што има СДСМ треба да искористим. Се разбира дека има тука коментари, има незадоволство од партиите околу сите случувања изминатите години и пол, но сега тоа полека се трга на страна за да се оди напред, бидејќи главна определба е на сите што сме за промени, за правда, да се води сметка за нашите национални стратешки интереси, тоа е што побрзо да добиеме полноправно членство во НАТО, значи да се потврди оваа одлука што е донесена веќе, бидејќи треба да заврши тој процес на ратификација на протоколот за влез во НАТО на Република Македонија и натаму што е најбитно да се завршат овие реформски процеси колку може побрзо, да добиеме датум за Тоа е јасно. Тоа е јасно, меѓутоа ве вклучуваат ли вас во креирањето на стратегиите? Дали се чувствувате доволно информирани кога се па да има штаб, има каде што секој може од партиите да сугерира како и некој начин да се води кампањата, кои се пројавените слабости. Сега колку тоа прифаќа штабот кој што бидејќи се тие партиски штабови, огромни штабови, а имат консултанти, имат... Има ли разлика со ВМРО, бидејќи и таа практика ја знаете? ВМРО се имаше впечаток дека се поефикасни, дека се подобро организирани. ВМРО ги вклучуваат сите партии. На секој митинг учествуваат сите лидери на партија, настапуваат. Со задачи. Не, настапуваа, слободно, немало таква работа. Не. Имало можност 2, 3, 5 минути, зависи од кој сака колку може да настапи, али било лимитирано до 5 до 7 минути. Досега во СДСМ за парламентарни, локални и досега нова кампања нема вклучено нити еден од другите лидери. Можеби тоа пределува и на Стево Пендаровски да како надпартиски кандидат да се промовира повеќе тој. И што не е лошо тој да настапува повеќе, помалку лидери на политички партии, но факт е дека сепак кампањата во основа води лидерот на СДСМ Зоран Заев, тука води Мицковски, сигурно дека секаде настапуваат кандидати за председател, но ова е меѓупартиска политичка борба меѓу двете партии, другите политички партии помалите сигурно дека на или друг начин се обидуваат да помогнат колку што дава поголемата партија, колку што дава медиумски друг простор. Тоа што вика дали е добро или лошо, има еден ден кој ќе се види, да. На денот на изборите ќе се спремни. Според моите проценки е подобро се вклучат сите партии. Секоја политичка партија има членство, прво тие ќе ги анимира, ќе ги активира, кога патува лидер на партија, помала или поголема политичка партија, ако тој не отиде на митинг, и неговите члени доаѓаат. Тие не доаѓаат да го видат Стево Пендаровски, доаѓаат заради, не знам, лидерот на било која политичка партија. Се разбира, тие сакаат да го слушнат и кандидатот за председател. Но мобилизацијата ја вршат самите лидери на партии. Добро, од ова може многу лесно да се заклучи колку е всушност партизирано целото општество. Колку всушност граѓанките и граѓаните немаат простор за дејствување
врз основа на афинитети кои се над или надвор од партиите. Да, ма тоа е клучниот аспект, затоа што овие избори сите велат дека ќе ги решат неопределените. Беше добро некој да излезе, да си собере сам подписи, 10.000 подписи, да си направи собствен Нема штаб. таков. Таков ако има, тогаш тој е надпартиски кандидат. Таков нема за сега и тешко. Добро, ама можат ли изборите да успеат ако останат дома овие, да кажем, 25-30% од луѓето кои што како да кажем, не се чувствуваат дека се вклучени во ниту една партија, а сакаат сега да се дистанцираат од се. Дали овие кампањи нив ги мотивираат? Борбата за нив ќе биде. За неопределените и тие што за сега викат нема да гласа. Ако успее некој од носителите на оваа кандидатска позиција председател, ако успее да ги нив анимира да излезат да гласат, тој ќе биде во предност. Апсолутно. Од ова јас се што гледам од кампањеве до сега и така натаму, бидејќи ја не знам како е во кај господинот Блерим река, но сигурен сум дека и во СДСМ и во ВМРО се прават барем по неколку истражувања неделно за тоа како се одвиваат кампањите и така натаму. И претпоставам дека тие податоци повратни потоа влијаат врз моделирањето на кампањите. А јас до сега гледам дека се водат строго партиски кампањи. И не знам каде е тој апел кон оние кои што не се чувствуваат дека се дел од тој партиски свет. Моје чувство е дека всушност Може ја грешам, не знам, партиите кои се водечкиве партии во овој надпревар изгледа имаат проблем да ги мобилизираат собствените членови прво. Веројатно не се дојдени ни до нивото да почнат да ги бараат неопределените гласачи, Така ли е, бидејќи имате таков впечаток или Мобилизацијата на неопределените може само со презентиране на програмските определби на кандидатот за председател. Ние се уште не ги слушаме. Или доволно не се гласно искажани нивните ставови за клучните прашања за дали е за така, држава. Павле? Дали тоа ќе ги мотивира луѓето ако слушна што ќе бидат програмите на председателските кандидати? Па знаете сега ако некој дојде и рече ако станам председател ќе ги блокирам сите процеси, ќе исклучам Македонија од овој пат кон НАТО, тоа е скандал и или ќе ги мотивира или обратно ќе ги мотивира да гласа за другиот. Така да ќе видиме како ќе се одвија, но се уште нема раздвижување. Значи таа енергија потребна за една ваква кампања, за една исклучително важна функција Што е малку атипично за избори. Бидејќи овие кампањи не се долги, 3 недели траат. Така што ако сега последна недела нема такво раздвижување, остануваат што уште секој ги компонираат изборни кампањи во финишот да бидат испратени најбитните клучните пораки за да го активираат гласачкото тело и собствено, но и тие неопределените. Џабир, како ќе изгледа? Па гледам дека има голема разочараност, тоа мислам дека дури и во самите партии има таква разочараност. Од друга страна, не е никаква тајна дека ВМРО ДПМН е поделена на разни фракции, има таму разни интереси за луѓе кои што активно повикуваат на бойкотирање. Така што тоа ќе биде тешко да се има една структура што во ВМРО ДПМН која што активно е вклучена да Мицковски земе што е можно помалку гласови. И тоа ќе биде основа за да барат промена од таа позиција. Сигурно дека и во СДСМ има одредени незадоволство, но тоа е полесно кај владеачките партии, бидејќи механизмите се за мотивација многу поголеми. Добро, Павле, директно да прашам. Ако сепак изборите не успеат во овој предвиден рок, ако цензусот не се оствари, според уставот ќе треба за 40 дена да се распишуваат нови избори. Ќе одите со истите кандидати? Што ќе се прави? Некој таму разговара за тоа. Ти овдека Заев го распрашував, Мицковски го распрашував, се разбира дека тие си ги кријат нозите, ништо не одиме да успеат избори. Сложена беше процедурата околу тоа кој од можните кандидати што беа на листа на СДСМ, имаше доста околу тоа разговори, преговори, да не речам, имаше изјаснувања и мислам дека ако не успеат изборите, дел од вината носат и кандидати за председател, нема повеќе во вина. Да. Јас не би подржал уште еднаш кандидат што сега изгубил и тоа не е праксата во светот, тој што ќе изгуби. Би било апсурдно сите исти кандидати по 5 години некој да се јави повторно, но сега не. И така едно 5-6 пати. Така да мислам дека ако евентуално пропадне изборите,
Не мислам него така е согласноста веднаш почнува постапката за повторена Распишување изборна. на повторен, така е. Нема некои ограничувања, мора веднаш председател на парламентот да распише нови избори. До тогаш треба председател на парламентот да врши функцијата председател на државата. Ќе се искомплицира доста работите во Република Македонија. Се надевам дека до крајни тоа не го граници. посакува Мицковски опозиција, дека сепак ќе обстојат во овој изборен надпревар. Се разбере дека треба да бидат изборите коректни, за да нема никакви причини да ги аргументира тие одлуки дека јас и се вие да откажува. седиме во Будимпешта и да гледаме дека после првиот круг во вториот ќе губиме, мислам дека е јасно која опција ќе избереме за вториот круг. Спомнавте аболиција, ако се одлучи повторно за таков чин Ѓорѓе Иванов, ќе се случи истото што се случи кога За првата аболиција? За првата. Ќе излезе народ на улици, мислите? Па мислам дека тогаш се сигурно мотивира. губи кандидатот на ВМРО да помре. Да, што и да прават порад после Граѓаните изборите. не сакат аболиција, сакат да се води постапка врзоса на докази, факти и ако има одговорност, некој да одговара, ако нема да биде ослободен. Се друго е политика и сум против тоа, преку закони да се упаѓа во судскиот систем, против аболиции сам, против било кој. Криминалот разумно дејство во државата, ние мораме да поддржаме таа борба. Прилично одмакнавме од тој концепт на упади у закони и се до тоа, не знам дали имаме сега можност да се вратиме. Добре, може ли да те прашам само вака и за крајов, како ќе изгледа тој изборен ден? Што ќе се случува, бидејќи имате долго годишно искуство на Добро, како во ќе кратки знаеме, црти- кога ние ќе знаеме што се случува на изборите? Кратки црти, На изборниот ден. ако ги оставиме за момент на страна оние што се неопределени, партиски неопределени, а сепак сакаат да испочитуваат својата слобода и право на глас, ќе отидат на гласање, тие претежно одат во првиот дел од денот. Значи од 7 часот наутро до некаде на пладне ќе биде тој бран на луѓе кои сакаат да го искористат своето право и се разбира партиските солдатески, првиот бран. Тие ќе бидат организирани на секој час, толку и толку луѓе да излезат до негде околу пладне, кога настапува известно затишје. И тогаш за нас не баш доволно видливо и веројатно господин Трајанов знае повеќе за ова, тогаш влегуваат во своите штабови и почнуваат да бројат. Тука се мапите, тука се списоците, тука се Главно излезноста ја гледаат, и ја гледаат тоа излезноста и по излезноста и кој кога каде излегол знаат за горе-долу кој за кого гласал. И тогаш имате и еден пул каде што има телефони, јави му се на тој, нека ги повлече тие и така натаму. Бомбиве што ги слушавме, има и во прилични. 17 часот негде, 16 часот и 30 минути, може до тогаш трае едно затишје. Ретко кој доаѓа во избирачките места, дел од избирачките одбори вадат мортадела и ракија, малце се освежат и така натаму. И некаде околу 16 часот и 30 минути, 17 часот, излегуваат војските. Кои се тие резервни единици? Во меѓувреме мобилизирани, тие што не успеале до акво, и се разбира во меѓувреме трае подкупот, таму каде што може, каде што треба и сето тоа, да ве информирам, дигната е цената од 500 на 1000 денари по глас. Тоа е добра вест, нови избори девалвира или девалвира денарот или е поскап гласот на граѓанинот. И тогаш излегуваат двете војски. На терен? Да, на терен излегуваат на бојното поле, се судираат за да го освојат тронот. И тоа трае негдека до затворење до 19:00. Видете, од прилика во 19:30 знаат веќе штабовите кој победил. Знаат по излезноста. По излезноста. Едноставно тие имаат таков микроменеджмент на терен, што ако знаат дека излегле толку и толку луѓе значи, не знам, во тоа село дека излегло фамилија семејството на Трајче, тие знаат дека... Знаат кој за кого гласал до речиси милиметарска прецизност. До сегашните избори, повеќе избори циклуси, имат аналитички центри, секоја фамилија се знае за кој гласа. И врз основа на излезеноста градат проценки од и тие 100% се точни. Тешко дека ќе промашат. И некаде околу 17 часот се готват тие стратегии за
Тогаш ли се даваат командите за инциденти евентуално? Тогаш, тоа ми е зборот, тогаш се дават за да има нерегуларности. Ако процени Некој од некој од партиите учесниците, да. дека губи, тогаш започнат тие инциденти, тогаш ги повлекуваат посматрачите, наблюдувачите и почнуваат пресконференции дека не ги признават резултатите и така. Инаку веќе сега се тоа напишани е и едните и другите соопштенија. Тоа е веќе видено на Балканот, тој што губи се љути, не ги признава резултатите и се надам дека кај нас тоа сега ќе биде поенекановија, бидејќи ќе има втор круг. Така да сите тие работи ќе бидат по Ќе бидат оставени за вториот круг. применливи за вториот круг. Во првиот можеби ќе биде сепак порегуларно и надежта ќе ги држи сите дека во вториот круг може да победи. Ако се бројките блиску, тогаш имате славење на сите страни. Да и прогласување на победници. Тоа сме го сведочили. Инаку, сега на избирачките места има пристап полицијата. Да речеме работа која што Бранко Црвенковски не ја прифати. 2009 година ја доставив како министер за внатрешни работи, доставив писмо, барав на секој избирачко место да распоредиме по 20 припадници на полицијата, бидејќи имавме извани информации дека има голем број на инциденти, полудени кутии. Образложението од Црвенковски беше дека Тренов сака да стави секаде полицајци да ги наполнат кутиите, што апсолутно не беше точно. Полицијата беше високо професионална и немаше да се случи тоа што се случи, да ги наполнат кутиите за интерес на Борис Во Трајковски. Македонија колку има? Околу 3000 и колку 230.000 гласа уфрлија тогаш. заради отсуство на ДПС. полицијата, мислите? Да. Па ги повлече 17 часови или порано ги повлече СДСМ наблюдувачите Од протестот, што од? Не, имаше неколку инциденти и веројатно не знам што беше позадината, важно дека од кој ги повлекоа нивните наблюдувачи, тогаш започна масовна. А полицијата да биде најмалку 100 метра оддалечена од избирачкото место. Како може да интервенира полицијата кога никој башка и нема инциденти, него ги полнат кутиите На мир. воопшта согласност тука на избирачки места во избирачките одбори. 3700 и нешто. 3700 има Сепак веќе. мислам дека во првиот круг ќе биде доста регуларен. МВР мора да одрига улогата многу на високо стручен професионален начин, да не да дозволат било какви нарушувања на избирачките места. И тука и пошироко имаме доволно искуство, веќе многу изборни циклуси, свеста се менува кај граѓаните, не сакат инциденти, но дали ќе има подкупи, мислам дека тие, госпожа, порано ги прават тие. Джабир. Да. Порано ги подготовките се прават. На самиот ден може би има али помалку. Порано се делат мислите за средства. договорите ова брашно? Порано за- се Допълнителните, дела. јас зборувам А мислите, за ворано ако фали тие што- нешто. Ако фалат тие, Кешот веројатно се- инаку кешот веројатно сега Инаку веќе се се договара. дозволува да се сечат дрва од шумите без дозвола. Се, не знам, овие субвенции се прават списоци, зборувам досега, се надам Да, тоа секогаш не- било така. И се разбира, се бират влијателни фамилии, Да, да. едни од Дури и здравствени од услуги. скопските села кажува како одело лицитирањето. Не знам, една партија ќе понуди по 10 евра, другата 20, Има преговори. 50 до 100 евра стигнало за парламентарни избори. Замислите како се движело тоа, како на лицитацијата. Изборите за гласов. 2014, така? Па, мислам дека до 2016 до 2016 имало исто практикуваше подкупи. тоа, да. Да, До од сега. 2014 тогаш почна околу 100 евра по глас, дури во некои делови да се. Имав јас информации за 2016 За 2016 веќе ефтени. да, имало доста кеш се движел во Баш сум изненаден, да ви кажам. и граѓаните ги изненадиве тоа. Ви благодарам и на двајцата за оваа анализа исцрпна. Се надевам дека ќе имаме прилика и понатаму, бидејќи останувате уште 2 недели. Џабир Дерала, Павле Трајнов, благодарам. А вам, почитувани гледачи, ви препорачувам да останете со програмата на ЕДН-ТВ. Јас сум Сашо Ордановски, утре со вас ќе биде колегата Чомовски. Сигурен сум дека ќе има некакви отворени телефони или некако рано попладне или вечерта. Знаете дека со него обожувате да учествувате во тој вид на разговори. Ова е отворено студио на ЕДН-ТВ. Останете со нас.